Благодарам, почитана господја Крамфиловска-Пановска, почитан амбасадор Жбогар, колега Поповски, благодарам на поканата, што втора година поред, како што кажа Фанису, имам честа да зборувам на оваа ваша традиционална конференција за е-општество. И особено затоа што зборуваме за транспарентноста и отчетноста, нешто за што мислам дека активно и посветено работевме минатата година. Јас ќе зборевме пред почетокот кој за што ќе збори, ја ќе зборам за тоа што ми лежи на душа, а тоа е дигитализацијата и како новите технологии можеме да ги користиме. Колегата Роберт ќе збори за повеќе за медиумска аспект на проблемот. Дигитализацијата на услугите, за што цело време збориме, е со цел да ги доближиме институциите и услугите до граѓаните. Отварањето на податоците на институциите кои што ги создаваат, како и инклузивноста на граѓаните во целиот процес преку користење на нови технологии, директно придонесуваат кон зголемување на отчетноста на институциите. И многу често ја тоа кажувам, многу е полесно во денешно време да ги донесеме услугите до граѓаните, отколку граѓаните физички ги донесеме до услугите и до институциите. И тоа навистина е така. До сега во МИОА, зборувам во претходниот период, работевме доста на стратегии, на анализи, на планови за работа. А 2019 година за нас е година на реализација на резултати кои што ќе бидат многу видливи за граѓаните. И тоа ќе почне веднаш, уште дури пред крајот, ќе кажем, на оваа година. Со пуштање во употреба на новиот национален портал за електронски услуги на почетокот на следната година и со можноста секој граѓанин да може да го активира својот електронски идентитет, долгите, сложени и нетранспарентни процеси за добивање на документи и услуги ќе станат минато. Секој ќе може преку својот електронски уред да ја добие потребната услуга. Дигитализацијата на овие процеси ќе го намали влијанието на човечкиот фактор, а со тоа, да бидем искрени, ќе се намали и можноста на корупција. Јас секогаш велам дека многу е потешко да се корумпира компјутерот колку човек, и ако има овде луѓе што знаат да го направат тоа исто така лесно. Нормално, нема да бидат сите дигитализирани услуги веднаш, но водиме грижа пред се за приоритетите на граѓаните и бизнис секторот и во соглед на нив ќе оди и фазите на дигитализација на услугите. Денес веќе ниту една институција, ниту еден политичар со овие технологии нема изговор дека не можел да најде начин да комуницира со граѓаните. Со овие алатки кои што ги нудат новите технологии, институциите во реално време може да комуницираат со кого сакаат, да се консултираат и да ги вклучат граѓаните во процесот на носењето на одлуките. И оваа практика ја почнавме уште минатата година, преку објавување на најчесто бараните документи, преку објавување на документи кои што президагуваат владини седници и така натака, трошоци на министри и што се не. Но исто така, владата воспостави пракса нередовни консултации со сите засегнати страни за политиките и законите кои ги носи. Нормално имаме и ние исклучоци, не сме сите на ниво на задачата. Во 2019 година да најавам дека ќе го надградиме и ЕНЕР, со цел да возможиме онлайн дискусии, а не само да може да се испраќаат коментари па да се чека одговор, во однос на предложените законски решенија од страна на институциите. Транспарентноста на институциите во наредниот период ќе подигнеме уште на едно повисоко ниво. Пред крајот на овој месец во употреба ќе биде пуштен новиот портал за отворени податоци. Впрочем, денеска го презентирам и пред колегите на влада, на седница на влада, каде што сакам и тие самите да станат свесни за поволностите кои што овој портал и целиот концепт стратегија за отворени податоци ги нуди. Покрај транспарентноста во работењето, препознаваме дека отворените податоци може да бидат и силен поттик за социјален и економски развој. Тие може да се користат и за подобрување на управувањето, преку зголемување на транспарентноста, отвореноста, интегритетот и јавното учество во централната и локалната власт. Ова треба да доведе и до подобрување на начинот на кој што се даваат услугите и да предизвикаат поефикасен јавен сектор. Ќе го зголеми учеството на граѓаните, а со малку иновативност, отворените податоци и овој портал може да послужат како основа за отварање и развивање на нови бизниси. Тоа што значи? Дека бизнисите, медиумите, граѓаните ќе може да ги користат отворените податоци за понатамошни анализи, бизнис идеи, како и при носење на најразлични одлуки кои што за самите нив треба да ги донесат.
Свесни сме дека довербата на граѓаните во институциите е ниска и тоа не е ништо ново. Но ова мора постојано да работиме. Изголемувањето на транспарентноста и достапноста на институциите е само еден од механизмите на враќањето на довербата на граѓаните во институциите, ако некогаш воопшто ја имале кај нас. И тука станува збор за процес кој што постојано треба да се работи. Стекнувањето на довербата не е лесно, ама многу е лесно да се загуби. Затоа транспарентност и отчетноста не се само мерки на кои работиме и треба да ги штиклираме дека сме ги завршиле, туку тоа е една нова политичка култура, тоа е начин на однесување. Но мораме да работиме континуирано и преку најразлични мерки да подобруваме транспарентност и отчетноста на институциите. И тоа е најдобриот начин за да се бориме против лажните вести. Ако граѓаните имаат секогаш и во секој момент, теоретски не може за сите, но пристап до информации кои што им требаат, реални информации од институциите, лажните вести ќе немаат плодна почва да се развиваат. И тоа, ова за што зборувам, воопшто не е лесно. И ќе бидам и доволно самокритичен да кажам и дека не сите представници на институциите го разбираат ова. И токму затоа уште повеќе ни е потребна соработката со и координацијата и со граѓанскиот сектор, со бизнисите, со академската заедница, со представниците на меѓународната заедница. Идеите што произлегуваат од ваков тип на настани, но секако ќе придонесат за подобра работа на нас и на институциите. Но исто така и не се плашиме од критика. Навистина верувам дека критиката не мобилизира и не прави подобри. И затоа дури ја мотивира. Целта на сите ни е иста и не е заедничка. А тоа е да генерално го подобриме квалитетот на живот на граѓаните. Благодарам. Почитувани панелисти, почитувани организатори, почитувани учесници на конференцијата, почитувани присутни, мене ми се падна паричка да изгледа со овие три компоненти. Оно што имам обврска и навистина ми причинува огромна чест и задоволство да можам да се обратам на една ваква конференција со импозантен и обврзувачки наслов. Бидејќи по резултатите што ги слушнавме од Фани, навистина имаме многу да кажеме околу медиумската писменост на граѓаните и отчетноста на институциите. Поврзаноста меѓу медиумската писменост на граѓаните и отчетноста на институциите е силна и двонасочна. Колку повеќе медиумски писмени граѓани, толку повеќе отчетни институции и обратно. Како силни застапници на концептот отворена влада, кој во себе меѓу другото ги обединува комуникациите, транспарентност и отчетноста, постојано имаме предвид да создаваме услови за да бидат исполнети функционално трите идеални улоги на медиумите кои можат да имаат огромно влијание врз доброто владење, транспарентноста и одговорноста. Како наблюдувачи и укажувачи, медиумите го штитат јавниот интерес, преку следење на моќните сектори на општеството за откривање на случаи на злоупотреба на власта, криминал и корупција, ширење на лаги и дезинформации. Како креатори на агенда, медиумите ја подигнуваат свеста за приоритетите на политичките и социјални прашања од значење за општеството и како глас на јавноста, тие обединуваат различност од перспективи и видувања за квалитетна дебата за прашањата од јавен интерес, односно од интерес на граѓаните. До пред 2 години, повеќе од една деценија, траеше политичкиот погром, што резултираше со државно партиска контрола врз медиумите и општеството, преку цензурата, крајно ограничени слободи на изразување и објавување, со случаи на кривично гонење и насилство врз новинари. Прецизно креираните, насочени и контролирани комерцијални притисоци го ограничија и во голема мера, дури и го оневозможија објективното и критичко пишување на медиумите. Паралелно со тие процеси се одвиваа и два други. Со првиот се понижуваа, се деградираа стандардите на новинарската професија до степен на политичка пропаганда и ефтин сензационализм. Со вториот процес се стеснуваше просторот за енергично граѓанско општество, на граѓанскиот активизам и учеството на граѓаните во креирањето политики. Почитувани, медиумската писменост бара плодна почва во општеството. Невозможна е медиумска писменост во општество во кое медиумите се корумпирани, уценети и купени од политички елити, а такво беше нашето општество до 2017 година. Затоа ние, членовите на овој владин состав, уште од самиот почеток, концептот отворено општество и отворена влада го издигнавме како клучен приоритет
и критериум за обезбедување на услови за нормален, демократски, медиумски амбиент. Убеден сум дека со создавањето плодна почва за развој на медиумската писменост придонесуваат и отворениот и професионален однос на владата кон новинарите и медиумите, новинарските и медиумските здруженија и организации, како и кон јавноста, домашната и меѓународната. Градиме култура на одговорно однесување и почитување на граѓаните и на медиумите, а со тоа и на јавниот интерес. Редовна практика, а не исклучок, е одговарањето на секое новинарско прашање низ отворен и достапен комуникацијски сервис, како што е секторот за односи со јавност на владата. Со еднаков пристап кон сите медиуми, со редовни владини пресконференции, брифинзи и директни контакти со новинарите, со активно учество на јавни и медиумски дебати. Главна карика од концептот отворена влада е токму активната транспарентност. Редовното објавување на агендите и записниците од владините седници, што не беше воопшто случај претходно, објавувањето акти, документи, извештаи, правилници на министерствата и институциите, објавување на склучени договори преку јавни набавки на електронскиот систем на Бирото за јавни набавки, објавување информации за службените трошоци на министрите, замениците министри, државните секретари, директорите и замениците директори на јавните предпријатија и многу други. Оваа влада слуша критика, ја анализира критиката и ги прилагодува своите политики согласно аргументираните потреби и интереси на граѓаните. Ваквата поставеност на владата е препознаена и нотирана во извештаите на меѓународната заедница и на граѓанскиот сектор. Freedom House констатираше дека за прв пат по 2010 година Македонија има демократско подобрување и станува држава со најветувачка шанса за демократски прогрес во Европа. Европската комисија запиша: направен е добар прогрес во слободата на изразувањето, особено во подобрување на климата за работа со медиумите и намалување на притисокот врз новинарите. Новинарите можат слободно да ги критикуваат институциите без цензура. Истражувањето на Екшанси утврди резултат дека владата на Македонија е најотворена меѓу владите во регионот. Овие признанија за нас се само мотив да продолжиме во таа насока и уште повеќе да ги правиме достапни и транспарентни политиките и практиките на владата. И тука ја докажуваме поврзаноста помеѓу отчетноста и медиумската писменост. Колку властите ги прават информациите подостапни и поразбирливи за граѓаните, толку сме поблиску до објективно информирање и до точно разбирање на вестите кои гравитираат во медиумите, а кои граѓаните ќе ги препознаат како точни и објективни. Транспарентноста е брана и за лажните вести. Колку повеќе презентираме точни податоци во јавноста, толку им е потешко на креаторите на лажни вести да ја продадат својата лажна приказна. Во завршницата на ова моје обраќање ќе се повикам на уште една практика што ја воспостави оваа влада – на инклузивност. Подготвени сме веднаш да го зајакнеме диалогот за забрзана имплементација на моделот за медиумска писменост. Размислуваме, дебатираме, собираме искуства за усовршување на сегашните образовни програми, како и за поддршката што се очекува од нас за системско присуство на медиумската писменост и во неформалното образование, што е од исклучително значење. За нас е апсолутно прифатливо да разговараме за поширока промоција и имплементација на медиумската писменост во општеството и за сеопфатен системски приод во кој ќе бидат вклучени и засегнати Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество и администрација, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, представниците од образованието на сите степени, медиумски и новинарски организации, саморегулаторното тело, граѓанските организации што се занимаваат со темата медиумска писменост, јавниот сервис, македонската радио телевизија, меѓународната јавност и секако новинарите, медиумските работници, како и самите граѓани. Остануваме посветени на владините политики за поддршка на сите иницијативи, граѓаните да се стекнат со добро разбирање за медиумите, добро да ги читаат и препознаваат скриените агенди и да се стекнат со вештини за селекција на информациите. Длабоко веруваме во тој концепт, зашто медиумската писменост за медиумски еманципираните граѓани активира процеси кои му возможуваат на граѓаните активно да учествуваат во јавните дебати и да влијаат врз промените во општеството. Таквите граѓани ги предизвикуваат институциите и политичките елити на поголема транспарентност, отчетност и одговорност. Ви благодарам.